Лошата состојба во аграрот е причина за земјоделците повторно го кренат својот глас. До крајот на месецот треба да одлучат дали ќе блокираат патишта или масовно ќе излезат на протест во Скопје. Велат исплатата на субвенциите и зелената нафта доцни, а тоа значи дека нема да добијат пари кога најмногу им се потребни. Веќе влегуваме во производство, односно обработка на површините, а час поскоро ни е потребна сега и зелената нафта и субвенциите. Бидејќи тракторите почнаа да орат веќе по површините и почнаа да ги обработуваат. Календарски до 31 декември треба да бидат сите исплатени. Ние за жал за 2023 имаме исплатено само авансно 30%, ништо повише. Втора работа, ако не си го продадел оризо, дали пченка, дали пченица, дали јачмен, не можеш да земеш субвенции. Втора работа, нема кој да ги откупи тие количини на пченица и на пченка. Што значи земјоделците останати од 1200 динари и колку е тамо за пченицата, не може да земат субвенции, да не ги лажат само. Во моментот килограм оризова арпа се откупува од 37 до 38 денари, што значи за земјоделците остануваат скромни од 3 до 4 денари. Информацијата дека откупната цена и понатаму ќе паѓа, ги двоуми дали и воопшто да почнат со пролетната сеидба. Имам информација дека поново паѓа цената, ќе биде испод производната цена оризот, бидејќи е дозволено неконтролиран увоз. Имаме увоз на ориз кој е од страна на некои фирми што увезен, не знаеме за квалитет, не знаеме од кај е увезен, меѓутоа веќе пазарот си го чини своето и намалува нашата цена на квалитетниот кочански ориз. За жал и тој што увезен се води како бренд на кочански ориз. Од националната мрежа остануваат на својот став, а тоа е за гарантиран откуп и откупна цена за сите земјоделски производи, а оризот да стане стратешка култура.